Централен дневник во 20 часот. Добро вечер. И во ова издание е информативната редакција на К1 со најнови информации. Ова се дел од настаните кои го одбележаа денешниот ден. Кооперантите на винарската визба Тиквеш исплатени во законски определениот рок. Големо олеснување за компаниите кои имаат заостанат долг за пензиско осигурување. Владата донесе одлука за останатиот долг да може да се исплати на рати. Со еден клик повикајте такси возило и во Велес. Промовира на новата апликација Клакси. Аптекарската станица во Лозово склучи договор со Фондот за здравствено осигурување на Република Македонија. Жителите на општина Лозово сите лекови кои се на позитивната листа на Фондот за здравствено осигурување ќе можат да ги набават бесплатно. Повеќе во прилогот на колешката Валентина Михајловска. Аптекарската станица во Лозово склучи договор со Фондот за здравствено осигурување на Република Македонија. Наместо да ги купуваат приватно, жителите на општина Лозово сите лекови кои се на позитивната листа на Фондот за здравствено осигурување ќе можат да ги набавуваат бесплатно. Аптеки и во руралните средини е само еден од проектите на Министерството за здравство, со кое се подобрува здравствената услуга. Ова е една од 66 предвидени аптекарски станици на ФЗОМ и Министерството за здравство. Инаку би сакал да потенцирам дека Фондот за здравствено осигурување на Македонија издвојува значителна сума за лекови кои што се на товар на фондот, преку 2 или скоро 2,5 милиарди денари во текот на годината издвојуваме за лекови за граѓаните во Република Македонија, кои што се соодветно распределени на отприлика 750 аптеки и уште 46 аптекарски станици сега во наредниот период. Проектот Рурален доктор за министерот за здравство Никола Тодоров е доста успешен. Со истиот опфатени се над 360.000 граѓани. Месечно се прегледуваат по 10.000. Онаму каде што нема пункт на Рурален доктор се пристапува кон посета од страна на мобилни тимови и на тој начин опфаќаме и уште поголем број на населени места. Проектот Рурален доктор покрива 1200 населени места. Крајниот бенефит е подобра здравствена заштита и за лицата кои живеат далеку од урбаните средини. За 10 дена на седница на влада ќе се разгледува законското решение за одложено плаќање на неплатените придонеси за пензиско и инвалидско осигурување. Со ова законско решение, секоја компанија ќе може да склучи договор со Фондот за пензиско и инвалидско осигурување, со кој ќе биде утврдено на колку рати ќе се плаќа за останатиот долг по основ на придонеси. Можност за плаќање на неплатените придонеси за пензиско и инвалидско осигурување на рати, најмногу до 24 месеци, и законска можност за ослободување од камата доколку се платат за останатите придонеси за пензиско и инвалидско осигурување е предвидено со новата законска измена. Целта на ваквата законска можност е да им се помогне на компаниите, на македонските стопанственици, малите бизниси, земјоделците, трговците и на сите самовработени лица. Законското решение би било разгледувано на седница на влада во период не подолго 10 дена, а финалното усвојување во собранието се очекува некаде кон крајот на месец мај. Се чини веројатно дека законската рамка ќе предвидува секоја компанија да склучи договор со Фондот за пензиско и инвалидско осигурување во кој што ќе уреди на колку рати ќе го плати тој за останат долг по однос на придонесите. Мерката предвидува за долг по основ на неплатени придонеси до 2008 година од 1 јануари 2009 година со закон да се овозможи плаќање на главниот долг на рати. Ако се исплати за 12 месеци, должникот ќе се ослободи до 70% од каматата, ако се плати на 24 рати за 50%. Со мерката ќе бидат опфатени малите бизниси, земјоделците и трговците. Првичните проценки од Министерството за труд и социјална политика говорат дека државата потенцијално би можела да се откаже од неколку десетици милиони евра кои што ги побарува по основ на камати и истите тие средства да останат во рамките на самото стопанство. Ваквите измени ќе им овозможат на компаниите да го исплатат долгот кон државата, а тоа да не им представува терет. Законот предвидува секоја компанија да склучи договор со Фондот за пензиско и инвалидско осигурување.
Винарската визба Тиквеш во целост ќе го исплати грозјето на лозарите до крајот на законскиот рок, изјави генералниот директор на Тиквеш Игор Илиевски. Добрата соработка со лозарите во насока на унапредување и одржување на високиот квалитет, како и заштитата на лозовите насади, е долгорочна цел на Тиквеш, која со несмален интензитет ќе продолжи во иднина. Еден од најголемите откупувачи на грозје во земјава, винарската визба Тиквеш, до крајот на законскиот рок ќе ги исплати лозарите во целост, бидејќи грозјето е есенцијалната состојка на врвното вино што го произведува винарската визба Тиквеш, која со огромно внимание и почит се однесува кон него и кон лозарите и градат долгорочни односи на партнерска основа. Тоа значи дека внимаваат на сите аспекти во нивниот однос кон лозарите, вклучувајќи ја навремената исплата на откупеното грозје, која се одвива во рамки на склучените договори и законски рокови. Грозјето во текот на денешниот и утрешниот ден, комплетно во согласно законските рокови, ќе бидат комплетно сите обврски од бербата 2014 подмирени. Годинава ќе откупиме повеќе грозје, кои се уште рано нели да се дадат било какви предикции, сепак нашите планови согласно резултатите налагаат дека отприлика ќе откупиме 20% повеќе од минатата година. Големото откупено количество и дополнителниот бонус, што единствено Тиквеш го плаќа како награда за највисок квалитет, како и редовната исплата на откупеното грозје, се одличен показател за определбата на најнаградувана винарска визба во регионот да гради долгорочен партнерски однос со лозарите, кој овозможува одржливо снабдување со висококвалитетното грозје, неопходно за производство на врвни македонски вина. Минатата година ја завршивме со 18 милиони килограми откупено грозје. Оваа година плановите се некаде околу 21-22 милиони килограми грозје. Првичните информации кои што доаѓаат од нивна страна и нормално од нашите контроли на терен покажуваат дека почетокот е задоволителен, меѓутоа сепак се уште е рано, климата е непредвидлива, поготово последниве години, така да на некоја наредна, да кажеме, средба би можеле да имаме нешто поконкретно. Добрата соработка со лозарите во насока на унапредување и одржување на високиот квалитет и заштитата на лозовите насади е долгорочна цел на Тиквеш, која со несмален интензитет ќе продолжи и во иднина. Се арчиме за Македонија. Со оваа мисла пред 112 години гемиџиите ги дале своите животи за татковината, одбележена годишнината од солунските атентати. Веќе трет месец граѓаните на Република Македонија имаат тежина, имаат потреба да сме почесто меѓу нив, рече вчера вечер на трибината во Неготино вице-премиерот и министер за финансии Зоран Ставревски. Тој посочи за потребата како влада и политичка партија да дадат свое мислење за актуелната политичка, економска и секаква друга ситуација во државата. ВМРО ДПМН ќе им го врати мирот на граѓаните и нивното спокојство, и ВМРО ДПМН ќе продолжи да ги решава реалните проблеми на граѓаните. Ние изминативе 9 години покажавме како се бориме за секој граѓанин на Република Македонија. Во некој од нашите проекти, во некој од мерките што ги спроведовме, во било која ситуација, во било кој времиња, и тешки времиња, и финансиски кризи, и светски, економски кризи, ние секогаш работевме на мерки и програми и проекти што ќе донесат подобар живот за граѓаните. Во Велес денеска беше промовирана првата мобилна бесплатна апликација за повикување такси. Клакси апликацијата е прва мобилна апликација во Македонија за поврзување на патниците и такси возачите. Бенефит за патниците е тоа што Клакси овозможува да се одбере такси според цената која е понудена од страна на самиот таксист. Услугите на Клакси се достапни 24 часа секој ден. Велешани од сега ќе можат со еден клик да повикаат такси. Оваа олеснителна постапка ја овозможува бесплатната апликација за повикување на такси возило, апликацијата Клакси. Клакси за прв пат во Македонија стартуваше во Скопје на 25 декември минатата година, па продолжи во Битола и сега во Велес. Ова е нова бесплатна мобилна апликација за поврзување на патниците и такси возачите. Клакси е апликација која овозможува поедноставен, посигурен и подобар начин, помодерен начин на повикување на такси. Целта на Клакси е само да ги оспособи, да го модернизира начинот на повикување на такси,
со тоа што нормално, нели, помладите генерации, интернет, сите тие што користат смартфон телефони, ќе можат многу поедноставно и на подобар начин да повикаат такси. Апликацијата Клакси е достапна за сите Android корисници. Според понудената мобилна апликација, услугите на Клакси се достапни 24/7 и при тоа може да се одбере понуда која најмногу му одговара на корисникот на апликацијата. Велес е помал град и мислиме дека тука ќе успееме многу подобро да ја поставиме мрежата, пошто побрзо ќе се расшири и ќе се оспособи. Едноставно стварно се поедноставува комуникацијата, нема замарање со значи нема замарање со станици, со ова, со она, него едноставно каде да си го добиваш повикот, секако го добиваш повикот тој што ти е во близина твоја. Значи што дополнително се оптимизира работењето на самиот такси возач, му испраќаш со неколку кликови, му испраќаш понуда. Од една страна и од друга страна самиот патник со неколку кликови те прифаќа или те одбива. Бенефит за патниците е тоа што Клакси овозможува да се одбере такси според цената која е понудена од страна на самиот таксист, како и според освоениот рейтинг на таксистот кај претходните корисници или избор според времето на чекање на таксистот. Возачите ќе можат на исто и на полесен начин да ги лоцираат самите патници. Од една страна се зголемува сигурноста и кај возачот, затоа што он знае точно со кој се вози, со кој патник се вози, точно знае до каде му е, од каде му е воžњата. Значи он може да си го оптимизира неговото возење. Од друга страна пак таксистите ќе имаат можност за повеќе повици, директна комуникација со патниците, полесно лоцирање на истите, намалување на празните километри и можност самите да си одредат цената и попустот, како и да приложат дополнителни информации за моделот на возилото, бројот на возилото и регистарските таблички, бојата и други параметри. Пред споменикот на гемиџиите кај Мало Мовче се одбележа 112 годишнината од саможртвата на гемиџиите. Велешани се посебно горди, затоа што гемиџиите успеале да го светат вниманието на тогашна Европа за проблемите на македонците. Делегации се поклонија пред споменикот и положија свежо цвеќе. Пред споменикот на гемиџиите кај Мало Мовче се одбележа 112 годишнината од саможртвата на гемиџиите. Делегации на Општина Велес, Сојузот на борци, СВР Велес, Сдружение на пензионери и други институции се поклонија пред споменикот и положија свежо цвеќе. Велешани се посебно горди на гемиџиите, затоа што успеале да го свртат вниманието на тогашна Европа за проблемите на македонците. Горди сме што и денес ние го чествуваме овој ден со истиот мотив, со истата желба и со истиот жар, повторно да докажеме и да покажеме дека ние сме горд народ, дека сме достоинствен народ и дека идејата за Македонија и македонизмот нема да згасне никогаш, поготово ние велешаните сме посебно горди на тоа, затоа што поголемиот дел од гемиџиите биле точно од Велесани. Сега ќе се упатиме од тука и на најмладиот гемиџија Милан Арсов во селото Оравовец, каде што исто така ќе положиме цвеќе, ќе оддадеме почит и ќе се поклониме на неговиот гроб. Збогом, другари. Последнава чаша да не ја пиеме за нашата смрт. За неа. За Македонија. Во акциите на гемиџиите не настрадале луѓе, бидејќи тие внимавале да нема жртви или барем нив да ги сведат на минимум. Солунските атентатори се жртвувале единствено себе си. Гемиџиите трајно се запишаа во македонската историја. Тие одлучија само жртвата да биде високо кренатиот глас. Чествувањето продолжи со положување цвеќе на гробот на најмладиот гемиџија Милан Арсов во село Ораовец и споменикот на гемиџиите во Скопје. Резултатите од проектот кој во изминатите 12 месеци го спроведе Центарот за истражување и креирање политики, ја оценува Општина Велес во првите 4 општини со многу добро владење. 43 општини беа испитувани врз основа на теренско анкетно и веб истражување. Велес е водечка и во општините од Вардарскиот регион, Неготино, Градско, Лозово и Чашка, кои котираат послабо во останатите 4 категории. Информациите од меѓународната конференција од Охридска кај телевизија ги пренесува колешката Емилија Ничовска. Од примерокот на 43 истражувани општини, Велес е во првите 4 општини во принципите на многу добро владење. Полотос методата што ја спроведе Центарот за истражување и креирање политики. Во оценувањето на локалните самоуправи се користеле 74 индикатори,
кои ја покажуваат одговорноста, транспарентноста, отчетноста и ефективноста на секоја од нив. Велес покажува најдобри резултати и од општините од Вардарскиот регион, кои котираат подолу во останатите 4 категории. Морам да истекнам дека општина Велес е една од ретките општини кои што во тој период на доставување на повратни информации врз база на резултатите достави дополнителни аргументи кои што беа земени во предвид и беа соодветно доделени бодови на индикаторите во прашање. Општина Велес е задоволна од резултатите од проектот. Ова го потврдува напредокот на локалната самоуправа и е дополнителна мотивација за отчетно работење и понатамошна отвореност кон граѓаните. За нас, како локална самоуправа, овој резултат е повеќе од добар. Представува императив да продолжиме со покажаните практики и принципи на многу добро владење, да се усовршуваме кон подобри и поефикасни резултати во иднина. Знаете дека општина Велес во континуитет важи за локална самоуправа која покажува вакви принципи. За нас ова не е ништо ново. Ние во минатото ги покажувавме овие покажани резултати. 11 општини поради неисполнување на критериумите се назначени како самоуправи со лошо владение. Тие не соработувале доволно со истражувачите и не ги исполнувале навреме нивните барања. Може би повеќе од општините го подценува овој проект, отколку што навистина котира толку ниско, но тој поттик дека нема подценување кога се работи за испорака на услугите на граѓаните. Секој граѓанин, независно на негово име и презиме, мора да го добие соодветниот третман, соодветниот одговор и соодветната услуга што ја бара. По примерот од Хрватска, Лотос методологијата првпат се реализира во Македонија. Резултатите се мотивација за подобрување на општините во следното истражување, каде ќе бидат вклучени сите општини, а планирано е да се повтори за 2 години. Чуварската служба на Сдруженијето Бабуна во раните утрински часови по една година потрага конечно успеала да фати организирана група рибократци. Запленети се 4 мрежи во должина од 200 до 250 метри и голем улов на краб, сом и караши. Рибите се вратени во водите на езерото, а против кратците ќе биде покрената кривична пријава и ќе одговараат како за големо кривично дело. Успешна акција за фаќање на рибократци била изведена на езерото Младост. Чуварската служба на Сдруженијето Бабуна во раните утрински часови успеала да фати долгобарана група на рибократци. Запленети се 4 мрежи заедно со уловот од 2 рибократци кои биле затекнати на местото на злосторот, а се претпоставува дека позади нив стојат повеќе лица меѓу кои полицајци. Една од најголемите групи на рибократци со вкупен улов, значи 15-17 кила на краб, 17 кила сом, 2,5 кила караш. 4 мрежи во вкупно должено околу 200, можеби 250 метри. Ова е кривична пријава и криминалот од најлош вид се рачуна, значи. Така да ќе следуваат соодветни казни. Акцијата е изведена во време кога рибите се мрестат и е забранет ловот, а рибократците точно знаеле каде се мрестилиштата и таму ги поставувале своите мрежи. Пронајдените риби во мрежите биле вратени веднаш во водите на езерото. Апелирам баш до институциите и до сето граѓанство, мислам, на град Велес да се вклучи во таа општа заштита, затоа што го спремаме ние езерото заедно со општината да биде и еден објект кај што ќе се одржуваат меѓународни надпревари, кај што ќе ни доаѓаат луѓе од странство, од Вакви контроли и организирани акции Чуварската служба на Сдруженијето Бабуна прави редовно во текот на целата година, посебно во времето кога е забранет ловот. Рибократците се чести во Велешко поради изобилството со риба која ја продаваат по ресторантите и кафеаните. Освен во матичниот ревир, оваа организирана група на рибократци била добро позната и во други делови од земјата.
Со спектаклот Кунг Фу Денс Гетавей на современата танцова компанија Драгонг Кунг Фу заврши 11-тото издание на Танцфест со возбудливи акробации и традиционални боречки вештини. Танцовата група ја воодушеви публиката која непрекинато со аплаузи и овации ги наградуваше момчињата, кои прикажаа неколку кореографии. На затворањето на фестивалот присуствуваше и министерката за култура Елизабета Канчевска-Милевска, како и кинескиот амбасадор во Македонија Зен Шинвен. Со спектакуларен перформанс на современата танцова компанија од Пекинг заврши 11-тото издание на Танцфест. Со возбудливи акробации, традиционални боречки вештини и одлична синхронизираност на движењата, танцовата група со спектаклот Кунг Фу Денс Гетовей пред многобројната публика ја прикажа кинеската кунг-фу култура. Директорката на фестивалот Рисима Рисимкин со воодушевување говореше за овогодинешното издание на Танцфест. Вели дека ваквите светски атракции придонесуваат за развој на модерниот балет и во Македонија. Као на што го видовме после представата, аплаузот, овациите кои што навистина беа заслужени, сами за себе зборуваат за квалитетот на програмата која што ја носиме и за мене навистина ми е драго и горда сум што на некој начин Танцфест е секогаш чекор понапред од сите други и мислам дека во овие изминати 3 недели имавме навистина напорна програма. Соработката со кинеската танцова компанија Драгон Кунг Фу придонесе сцената на Танцфест да блесне со несекојдневен перформанс кој предизвика воодушевување кај публиката, која непрекинато со аплаузи и овации ги наградуваше момчињата кои неуморно прикажаа неколку кореографии. На завршниот спектакл на сцената на Велешкиот театар Јордан Хаджи Константинов Джинот присуствуваше и кинескиот амбасадор во Македонија, како и министерката за култура Елизабета Канчевска-Милевска, кои со воодушевување говореа за Кунг Фу Денс Гетовей. Големо е задоволството што овој голем и спектакуларен танцов перформанс од нашата држава се представи на сцената на Велешкиот театар. Импресиониран сум од велешката публика што ја разбра кинеската танцова и кунг-фу култура. Воедно, го искажувам и моето задоволство што овде на затворањето на Танцфест имав можност да се сретнам со министерката за култура и градоначалникот на Велес. Ова беше навистина еден ексклузивен настан, не секојдневен, воодушевена сум. Мора да се види дека самиот ансамбл вложува многу труд, многу енергија, многу напорна работа и затоа сите овие резултати се видливи. Мислам дека треба да ни биде и еден вид пример за сите нас како треба со многу вложување и со многу напорна работа и посветена да имаме вистински вредностни резултати, посебно во уметноста и во културата. Танцува и биди свој, не е до кореографијата, до енергијата е. Твојот ритам на дишење е поинаков од оној до тебе. Некогаш и наедноставното движење значи многу, за некој е посебно. Нема потреба од многу говорење, останете интимни. Телото открива се. Е пораката која младата танчерка и кореографка на Скопје танцов театар Адријана Данчевска по повод денешниот светски ден на танцот, синоќ од Велешкиот театар ја испрети македонската порака. Судскиот совет на Република Македонија на денешната седница избра 14 председатели на судови. Презентација на бизнис можностите на Македонија во Баку. По продолжение вестите од Македонија. Судскиот совет на Република Македонија на денешната седница избра 14 председатели на судови. Од општините од регионот за председател на Основниот суд Велес се избран Александар Шопов, за Основен суд Кавадарци Зоран Јосифовски, за Основен суд Неготино Ацо Ангелковски и за Основен суд Свети Никола Слободан Арсовски. Кандидатите се избрани на транспарентен начин, согласно условите и критериумите утврдени со Законот за судовите. Председателот на Судскиот совет на Република Македонија, Бранко Ушковски, честитајќи им го изборот, изрази надеж дека избраните председатели ќе оправдаат довербата која им е укажана. Председателот на Република Македонија во рамки на работна посета на Република Азербејџан денеска во Баку ќе се обрати на бизнис форумот на кој ќе бидат презентирани потенцијалите на Република Македонија и поволностите за странски инвестиции. На форумот кој е во организација на Турско-Азербејџанското бизнис здружение за можностите за инвестирање во Македонија и поволната бизнис клима ќе говорат Климент Шекеровски, заменик извршен директор на Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот на Република Македонија,
и Горан Стоев, економски промотер на Македонија во Азербејџан. Председателот Иванов вчера се обрати на отворањето на третиот глобален форум Градење доверба во новиот светски поредок, што е во организација на Меѓународниот центар Низами Ганџави, Мадридскиот клуб и Азербејџанскиот државен комитет за работа со диаспората, на кој учествуваа над 100 представници од околу 60 земји во светот и десетици меѓународни организации, како и голем број поранешни председатели и премиери од целиот свет. А од вестите од светот, пожар во близина на нуклеарната централа Чернобил. Воен транспортен авион на воздухопловните сили на САД исчезна над Ла-Манш. Голем шумски пожар избувна близу до некогашната нуклеарна централа во Чернобил, која по хаваријата и големиот пожар во 1986 година е запечатана и изолирана. Украинското министерство за внатрешни работи соопшти дека со пожарот се зафатени 400 хектари шума, која се наоѓа околу некогашната нуклеарка. Огнената стихија засега се наоѓа на околу 15 километри од централата, но представник на Чернобил изрази уверување дека пожарот сепак не му се заканува на високо контаминираниот енергетски објект, што е конзервиран и обвиен со специјална оловна обвивка за да не израчи радијација. Транспортен авион на воздухопловните сили на САД исчезна од радарите, соопштува британскиот весник The Daily Express. Авионот од типот С-135 полетал од францускиот град Амиен, но врската со него прекинала 15 минути подоцна, додека авионот летал над Ла-Манш, откако екипажот дал сигнал за воредна состојба на одборот. Официјалните представници на воздухопловните сили на САД засега одбиваат да ја коментираат информацијата за исчезнувањето на авионот. Информацијата не е потврдена и од Министерството за одбрана на Велика Британија. Следуваат вестите од домашниот спорт, а во нив. Во рамките на четвртото коло од Суперлигата, екипата на Кожув победи во Кавадарци против Фени Индустри. Вардар го совлада работнички во дерби дуелот за освојување на фудбалскиот шампионат. Селекторот Љубинко Друловик со промоција во ФФМ. На вчерашниот надпревар од четвртото коло на кошаркарската Суперлига, играчите на Кожув во салата Јасмин во Кавадарци приредија големо изненадување, остварувајќи ја првата победа против домашната екипа на Фени Индустри со резултат 74:79. Тимот од Гевгелија на мечот настапи преполовен со неколку суспендирани играчи по инцидентот од дуелот со работнички, па сепак тоа не беше причина да не победат, а со тоа и да ги зголемат шансите за приклучок кон најдобрите 4, но останатите дуели работнички во Скопје го совлада тимот од Куманово со 91 наспроти 84, а победа со идентичен резултат на домашен терен оствари и актуелниот првак МЗТ Скопје против Карпош Соколи. На вчерашниот дерби надпревар од 27-то коло меѓу ривалите за освојување на фудбалскиот шампионат, екипата на Вардар со 2:0 на домашен терен го победи работнички. Црвено-црните со оваа победа се оддалечија на плюс 6 поени од актуелниот шампион, со што ги подобрија шансите за освојување на фудбалската прва лига. По поразот од Шкендија, Вардарци уште во првото полувреме со головите на Гроздановски и Блажевски покажаа дека се фаворити и не оставија ништо на случајност против романтичарите, кои се зацврстени на втората позиција на табелата со 55 поени, 8 повеќе од третопласираната Шкендија. Српскиот стратег Љубинко Друловиќ на вчерашната пресконференција во просториите на Фудбалската федерација на Македонија и официјално ја имаше својата промоција како нов селектор на фудбалската репрезентација. Друловиќ со ФФМ потпиша 2,5 годишен договор за соработка, истакнувајќи дека за него представува огромна чест што ќе биде селектор на нашата репрезентација со која очекува позитивни резултати. Тој при тоа потенцираше дека негова првична цел ќе биде квалификациите за Европското првенство, да ги завршиме пред репрезентациите на Белорусија и Луксембург.
Во третиот надпревар од квалификациите за Европското првенство кое ќе се одржи во Полска, нашата ракометна репрезентација вечерва со почеток во 20 часот и 15 минути во спортскиот центар Борис Трајковски ја пречекува селекцијата на Франција која е носител на светската, европска и олимписка круна. Селекторот Клодо Неста, кој со својата репрезентација освои се што можеше да освои со французите, по вчерашното пристигнување во Скопје истакна низа комплименти за македонскиот национален тим. При тоа издвои дека најмногу се плаши од македонските навивачи, кои најдобро знаат да им дадат крилија на нашите ракометари. Во репрезентативниот табор на сите им се јасно познати распоредот на силите и големината на противникот кој го очекуваат, па сепак тоа нема да ги спречи да одиграат растеретено, а со тоа да прикажат една одлична и максимално ангажирана игра, која ќе биде разигрување пред надпреварите со Чешка и Швајцарија, кои се играат во јуни. А од меѓународниот спорт, Хјустон го совлада Далас во плейоф серијата за пласман во полуфиналето. Шампионот Сан Антонио зголеми на 3:2 против Лос Анџелес. Борусија Дортмунд во финалето од германскиот куп. Ливерпул без шанси во Лигата за шампиони. Хјустон во петиот меч од серијата со Далас која заврши со 4:1, славеше со 103:94 со што избори пласман во полуфиналето од плейофот во западната конференција. По пауза од 6 години ракетите предводени од Джеймс Харден, кој оствари 28 поени, успееја да ја минат првата рунда од плейофот. Актуелниот шампион Сан Антонио во Лос Анџелес на брејкот одговори со брејк во серијата надпревари со што повторно им ја одзеде предноста на Клиперси и поведе со 3:2 победувајќи со резултат 111:107. Екипата на Борусија Дортмунд е првиот финалист во Купот на Германија, откако вчера вечер во драматичен надпревар на Алијанс Арената стигна до победа над големиот ривал Бајер Минхен. Пенал рулетот беше одлучувачки за милионерите, а баварците ги промашија сите удари од белата точка. Во заостанатиот надпревар од премиер лигата Ливерпул претрпе минимален пораз од 1:0 на гости од Хал, со што ги загуби шансите за четвртото место кое води во квалификациите за Лигата на шампионите. Барселона на Nou Camp го декласираше Хетафе, торпедирајќи го со 16:0, па со оваа победа ја истакнаа сериозноста пред Реал Мадрид за освојување на премиера дивизион. Денеска имавме нестабилно време со локални врнежи од дожд и повремени сончеви периоди. Според синоптичарите, до недела ќе се задржи променливото облачно време со сончеви периоди. Останете со К1, следува деталната временска прогноза. Благодарам на вниманието, почитувани. Тука го означуваме крајот на ова издание од Дневникот. Останете со програмата на К1 телевизија. Имајте пријатна вечер.